Бајколент. Аудио бајке. Малата принцеза. Додека стоеше на прагот на интернатското училиште за девојчиња, Ида цврсто ја држеше раката на таткој, кој беше богат англиски трговец. Мајка ѝ почина пред неколку години, па таткој, кој мораше да замине на долг пат до Индија, реши да ја запише во тоа ексклузивно училиште. Управничката, господја Минчин, дојде да ја отвори вратата и придружуваше да ги видат училниците и собата на Ида, која беше најубавата во целата зграда. Пред да замине, таткото ја прегрна ќерка си за збогување и вети дека наскоро ќе се врати да ја посети. Иако секогаш добиваше се што ќе посакаше, Ида беше воспитана и дарежлива и наскоро стекна многу другарки во училиштето. Нејзините соученички исто така многу сакаа да ги слушаат нејзините приказни за далечните земји кои ги беше посетила за време на патувањата со нејзиниот татко по целиот свет. Ида стана добра другарка и со Беки, девојка која работеше во училиштето како чистачка и често ја бранеше кога госпоѓа Минчин или некоја од нејзините миленички ја укоруваа. Поминаа неколку седмици и за роденденот на Ида беше организирана прекрасна забава со подароци и колачи во изобилство. За жал, додека Ида се забавуваше со другарките, стигна писмо во кое имаше ужасни вести. Таткој исчезнал во Индија и немаше надеж дека ќе го пронајдат. Бидејќи не можеше да најде некој роднина на девојчето, госпоѓа Минчин реши да ја задржи во училиштето. Меѓутоа, Ида мораше да работи како чистачка, заедно со Беки, за да си го одработи својот престој. Откако се збогуваше со својата убава соба, своите елегантни алишта и своите играчки, девојчето се пресели во студената и правлива соба. Наместо да учи со своите поранешни соученички, таа ги минуваше деновите перејки ги нивните алишта и чистејки ги подовите. Нејзината единствена утеха беше другарството со Беки, со која сега ја делеше собата. Навечер, уморни по најнапорниот работен ден, двете девојчиња ќе седнеа покрај прозорецот и Ида и раскажуваше на Беки приказни за своите авантури со татко си. Еден ден, еден постар господин и неговиот слуга, индиец, кој имаше мошне симпатичен мајмун, се доселија во куќата до училиштето. Откако виде во какви услови живеат двете девојчиња, слугата индиец реши да им приреди убаво изненадување. Вечерта, тој се прикраде во мансардата и ја наполни со завеси, кебиња, перници и најразлични сладки. Подарок достоен за принцеза некој преднаставил. Кој ли го направи ова? Кој ли насмевки ни мами? Се чудеа Ида и Беки кога се разбудија. Една друга вечер, мајмунот на слугата се прикраде во нивната соба и девојчињата го згрижија ноќта. Следното утро, Ида му го врати мајмунот на слугата, која представи пред својот господар. Чиста случајност беше тоа што богатиот англиски трговец му бил деловен партнер и голем пријател на таткото на девојчето. Само што ја виде, веднаш ја препозна и извика: "Најмила моја, конечно те најдов. Му ветив на татко ти дека ќе се грижам за тебе и токму тоа и ќе го сторам." И така, Ида си замина од училиштето на госпоѓа Минчин и се пресели во својот нов дом, а при тоа со себе ја зеде и својата другарка Беки. Неколку седмици подоцна до нив стигнаа прекрасни вести дека татко и на Ида е пронајден. Тој веднаш дојде во куќата на својот стар деловен партнер и повторно беше заедно со своето мало девојче, од кое веќе никогаш не се раздели. Приказната заврши, но авантурите продолжуваат. Претплатете се за да ја откриеме следната приказна заедно.